По седницата на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН позната е распределбата на министерските ресори во реконструираната влада, со промени во повеќе министерства и укинување на функцијата вице-премиер за добро владење. По синоќешната седница на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, председателот на партијата и премиер Христијан Мицкоски ја соопшти распределбата на министерските ресори во рамки на реконструкцијата на владата. Најзначајната промена е во Министерството за здравство, каде актуелниот директор на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски ќе го превземе министерскиот ресор од Азир Алиу. На неговото место во Фондот за здравствено осигурување ќе биде назначен Златко Перински. Во Министерството за локална самоуправа ќе биде именуван Иван Стоилковиќ од Демократската партија на Србите, кој досега ја извршуваше функцијата вице-премиер и министер за политички систем и односи меѓу заедниците. На негово место ќе дојде Агон Ферати од коалицијата Вреди. Коалицијата Вреди ќе го превземе Министерството за култура и туризам, каде според информации во медиумите досегашниот заменик министер Сидат Сулејмани ќе го наследи Зоран Љутков. Истовремено Вреди го добива и Министерството за правда, каде Јетон Шасивари ќе го замени Игор Филков. Во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство нов министер ќе продолжи Знам. Партијата соопшти дека нивен кандидат е актуелниот државен секретар во Министерството Борче Серафимовски. Промени има и во Министерството за социјална политика, демографија и млади, каде Фатмир Лимани ја напушта функцијата, негов наследник ќе биде досегашниот заменик министер Ѓоко Велковски од ВМРО-ДПМН. Нов министер без ресор задолжен за интеграција и имплементација на стратегијата за инклузија на ромите ќе биде Ерџан Демир, кој доаѓа од редовите на ВМРО-ДПМН. Во рамки на реконструкцијата се укинува и функцијата вице-премиер за добро владење, која ја извршуваше Арбен Фетај. По неговата уставка надлежностите за оваа област ќе ги превземе секретарот кабинетот на премиерот. Со реконструкцијата се прави нова распределба на ресорите меѓу владините партнери, при што коалицијата Вреди добива дополнителни министерства. ВМРО-ДПМН и Знам превземаат дел од клучните позиции во извршната власт. Предлозите на новите министри треба да бидат доставени до собранието, кое ќе треба да ги разгледа и да гласа за нивниот избор. По добивањето на парламентарната поддршка, новите функционери ќе ги превземат своите должности и ќе започнат со работа во ресорите, што ќе ги предводат. Марија Митева е избрана за нова председателка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, одлучи извршниот комитет на партијата. Митева, која во моментов ја извршува функцијата потпарол на владата, ќе застане на чело на женската организација на партијата, една од клучните структури во ВМРО-ДПМН. На истата седница извршниот комитет го избра и Тодор Коневски за нов председател на Унијата на млади сили. Од партијата соопштија дека станува збор за млад и перспективен човек кој поседува силна енергија, ентузијазам и капацитет да ја предводи младинската организација во наредниот период. Со овие кадровски решенија, ВМРО-ДПМН ги комплетира промените во раководствата на двете најзначајни партиски организации, Унијата на жени и Унијата на млади сили или УМС. Од партијата очекуваат новите председатели да придонесат за натамошно јакнење на организацијската структура, поголема вклученост на жените и младите во политичките процеси и реализација на програмските цели на партијата. Министерот за внатрешни работи Панче Тушковски заедно со председателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Горан Ангеловски денеска на граничниот премин Табановце заедно со српскиот министер за внатрешни работи Ивица Даčić и веде директорот на Агенцијата за безбедност во сообраќајот на Србија Бранко Стаматовиќ официјално ја означија првата заедничка превентивна кампања Вози одморен. Кампањата има за цел да ја подигне свеста кај возачите за ризиците од управување возило во состојба на замор, особено во летниот период кога значително се зголемува фреквенцијата на возила на коридорот 10 од Табановце до Богородица. Тошковски истакна дека кампањата е уште една потврда за успешната соработка меѓу Македонија и Србија, нагласувајќи дека превенцијата е најдобриот начин за заштита на човечките животи. Испраќаме силна порака дека секој возач кој тргнува на подолго патување треба да биде одморен, да прави пауза на секој 2 до 3 часа, да внесува доволно течност и строго да ги почитува сообраќајните правила. Најголем дел од тешките сообраќајни несреќи се последица на замор или неприлагодена брзина, вели Тошковски. Министерот потсети дека со воведувањето на системот One Stop на граничниот премин Табановце времето на чекање е значително намалено од неколку часа на најмногу 30 минути.
Упати и предупредување до сите возачи кои транзитираат низ Македонија дека системот Безбеден град е целосно функционален и ги евидентира сите сообраќајни прекршоци. Српскиот министер Ивица Дачи ќе оцени дека иницијативата е пример за успешна регионална соработка. Порача дека заедничката цел е да се намали бројот на сообраќајни несреќи и да се заштити секој човечки живот. Во рамки на кампањата на возачите кои поминуваат низ граничниот премин Табановце им беа поделени шишиња вода, едукативни литоци со совети за безбедно возење и промотивен материјал со препораки за спречување на сообраќајни незгоди предизвикани од замор. Од денеска на меѓународниот аеродром Скопје во употреба се нови системи за безбедносна контрола кои овозможуваат побрз и поедноставен процес за патниците, без потреба од вадење на лаптопи, таблети, мобилни телефони и течности од рачниот багаж. Станува збор за инвестиција вредна околу 1 милион евра, со која се инсталирани 2 нови уреди со компјутерска томографија за проверка на рачен багаж и 2 автоматизирани ленти за враќање на корпите. Генералниот директор на ТАФ Македонија Неџат Курти истакна дека новата технологија значително ќе го забрза процесот на безбедносна проверка, ќе го намали времето на чекање и ќе ја подобри удобноста на патниците. Со новите системи можеме да обработиме до двојно повеќе патници на час по безбедносна линија. Ова е особено важно во периодите кога има најголема фреквенција на патници и придонесува за поефикасно функционирање на аеродромот Вели Курт. Тој нагласи дека со оваа инвестиција меѓународниот аеродром Скопје се приклучува кон европските и светските аеродроми кои веќе користат ваква технологија, меѓу кои Франкфурт и Цирих, како и бројни аеродроми во Соединетите Американски држави, Израел и Индија. Заменичката на министерот за транспорт Калтрина Зеколи Шакири оцени дека новите системи ќе придонесат за повисоко ниво на безбедност, но и за побрза и поефикасна услуга за патниците. Во изминатите 2 години воведени се 28 нови авиолинии. Владата има планови за дополнително субвенционирање на воздушниот сообраќај, вели Зеколи Шакири. Курт информираше дека оваа инвестиција е дел од поширок циклус на модернизација на аеродромската безбедност. Минатата година биле реализирани уште 2 проекти во вредност од речиси 1,93 милиони евра. Според официјалните податоци, двата македонски аеродроми во периодот од јануари до мај годинава обслужиле 1.580.932 патници, што представува раст од 31,2% во споредба со истиот период минатата година. Од 1 октомври годинава во системот Мој термин ќе почне да функционира нов модул за доброволно изјаснување за органодарителство. Секој полнолетен граѓанин при посета на својот матичен лекар ќе може писмено да се изјасни дали по својата смрт сака да биде дарител на органи и ткива, при што одлуката ќе може да ја промени во секое време. Новината следува по усвојувањето на измените на Законот за земање и пресадување делови од човечкото тело заради лекување, со кои се унапредува правната рамка за органодарителството и трансплантацијата во земјава. Министерот за здравство Азир Алиу информираше дека во моментов 240 пациенти чекаат трансплантација, 168 за бубрек, 37 за срце, 12 за црн дроб и 23 за рожница. Со усвојувањето на измените, државата направи силен исчекор. Органодарителството денес е тема на доверба, лична волја, солидарност и зрелост на нашето општество, вели Алиу. Пред да ја потпише изјавата, матичниот лекар ќе има обврска детално да го информира граѓанинот за значењето на неговата одлука, незините правни последици и можноста таа во секој момент да биде изменета. Потпишаната изјава ќе биде евидентирана по националната листа во рамки на системот Мој термин. Министерот нагласи дека пристапот до овие податоци ќе биде строго контролиран и достапен само за овластени лица, при што секој увид во системот ќе биде регистриран. Органодарителството останува целосно доброволен, етички и личен чин. Никој нема обврска да даде согласност. Секој што ќе се изјасни ќе може во секое време да ја промени својата одлука, велат надлежните. До официјалното пуштање во употреба на модулот на 1 октомври, Министерството за здравство ќе ги финализира сите технички решенија, правилници и подзаконски акти. Ќе биде спроведена информативна кампања, со која граѓаните ќе бидат запознаени со новата постапка, нивните права и значењето на органодарителството. Ирска од денеска официјално го презеде 6-месечното ротирачко председателство со Советот на Европската Унија од Кипар, поставувајќи ги економската конкурентност, безбедноста, проширувањето на Унијата и континуираната поддршка за Украина како клучни приоритети за наредниот период.
Ова е 8ми пат Ирска, која е членка на Европската Унија од 1973 година, да председава со Советот на Европската Унија. Во својата програма ирската влада најавува фокус на јакнење на европската економија, унапредување на единствениот пазар и справување со клучните политички и финансиски предизвици со кои се соочува Унијата. Во четврток и петок членовите на Европската комисија, предводени од председателката Урсула фон дер Лајен, ќе престојуваат во Корк, каде ќе одржат работни средби со ирската влада. Во Даблин, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта ќе учествува на свеченоста по повод почетокот на председателството и ќе разговара со ирскиот премиер Мајкл Мартин. Една од најважните задачи на Ирска ќе биде водењето на преговорите за новата повеќе годишна финансиска рамка за периодот 2028-2034 година. Лидерите на земјите членки веќе ја задолжија ирската влада до октомври да подготви нова преговарачка рамка за распределба на средствата, како и предлог за нови сопствени извори на финансирање на европскиот буџет. Иако земјите членки веќе постигнаа договор за структурата на идниот буџет, најтешкиот дел од преговорите допрева следува: утврдувањето на неговата вкупна вредност и распределбата на средствата по различни политики. Покрај буџетските прашања, Ирска ќе работи на спроведување на иницијативата Една Европа, еден пазар, чија цел е дополнително заекнување на единствениот европски пазар преку намалување на административните бариери, поедноставување на регулативите и создавање подобри услови за развој на иновативните компании и стартапи низ Европската Унија. Во текот на своето председателство, Ирска ќе биде домаќини на два значајни меѓународни собири. На 12 ноември ќе се одржи самитот на Европската политичка заедница, ден подоцна и неформален самит на лидерите на Европската Унија. Шпанија го заврши јуни со вторите највисоки температури откако се води метеоролошка евиденција, додека екстремните горештини според проценките на здравствените власти биле поврзани со речиси 900 смртни случаи. Националната метеоролошка агенција соопшти дека просечната температура во континенталниот дел на земјата во текот на јуни изнесувала 23,2 степени Целзиусови, што е за 3,2 степени над просекот за периодот од 1991 до 2020 година. Потопол бил само јуни минатата година, кога просечната температура достигнала 23,6 степени. Особено екстремен беше топлотниот бран што ја зафати земјата кон крајот на месецот. 22 и 23 јуни биле најтоплите јунски денови регистрирани најмалку од 1950 година, при што биле урнати бројни температурни рекорди, особено во северните делови на Шпанија. Од метеоролошката агенција оценуваат дека станува збор за вонредна епизода поради незиниот интензитет, времетраење и географска распространетост. Високите температури оставија сериозни последици врз здравјето на населението. Според системот за следење на дневната смртност кој функционира во рамки на Шпанското министерство за здравство, до крајот на јуни се проценети 892 смртни случаи, кои може да се поврзат со екстремните горештини. Јуни 2026 со тоа стана вториот месец со најголем број смртни случаи поврзани со високите температури, откако системот започна со вакви анализи во 2015 година. Податоците покажуваат и загрижувачки тренд на се почести топлотни бранови. Додека во периодот од 1975 до 2000 година во Шпанија биле регистрирани само 2 јунски топлотни брана. Од 2000 до 2025 година нивниот број се зголемил на 10. Експертите предупредуваат дека ваквите екстремни временски појави се директно поврзани со глобалното затоплување, предизвикано од емисиите на стакленички гасови, главно како последица на користењето фосилни горива. Фактот што двата најтопли јуни откако се вршат мерењата се регистрирани во последните 2 години, го потврдува дополнително трендот на се поизразени климатски промени.